процедурални забелешки имаме денес. Па запраша председателов на комисијава, дали ние сме сметале дека процедурален прекршок било група на пратеници да поднесат предлог законски решенија во ова собрание. Апсолутно не. Ама изгледа вие тоа самите го констатиравте, затоа што вие самите ги повлековте тие предлог законски решенија. Ги повлековте? Ги повлековте или не знаете дека ги повлекол некој во ваше име? Па вие бевте подписник. Вие бевте подписник. Зошто ги повлековте? Кој кажа дека е процедурален прекршок? Прекршок законски и уставен е да поднесувате, да се подпишувате на преглод на закони кои што се поднесуваат заради некој си фамозен подпишан договор, а прашање е дали сте го виделе. Или ако сте го виделе, прашање е дали од тие што го виделе сите имале безбедносен сертификат, бидејќи овде ни кажувавте дека мора да се има безбедносен сертификат. Па овде вчера видовме, завчера во петокот, не знам, министер, заменик министер кој што подпишал празна кореспондентна табела, одговорницава кажа дека не го видел договорот. Ова не е процедурален прекршок. Ова е прекршок на држава, на устав, на закони. Колега Арбер Адеми, професор по право сте. Се надевам дека знаете зашто зборуваме, ама дека сте приморан да се правите како да не знаеме зашто зборуваме, па овде ќе кажувате повторно кулуарски информации. Со кого сте се виделе, со кого сте комуницирале, ама јавноста тоа не интересира. Еве ја сега можам од ракав да истресам една лага, да кажам ве видов, ми го дадовте договорот, ми кажавте, па ова се буквално како муабети на сред село пред селска чешма. Ова не е официјална информација, колега Арбер Адеми, ве молам. На комисија за европски прашања сме, вие ја водите оваа комисија. Кажувате што се случува низ ходнициве. Кажувате дека интегралниот договор е во собрание. Каде е? Како вие знаете дека е тука, ние не знаеме? Што сте вие повеќе од нас? Каде е тука јавноста? Ако ние сме представници на јавноста, зашто зборувате овде? За се, само за не она што треба. Жалам што се дрзнавте да побарате процедурално. Се сомневам зошто и сега немојте да правиме дефокус. И кажувате колку чинел автопатот, уште не изграден. Па 6 години вие зашто не го изградивте? 6 години имавте, вие зашто не го изградивте? Ако тие километри, еве некој вели 8 милиони евра чинел километар, еве некој за да ја напумпа работава 12, еве нека се и 12 милиони евра. Вашиве, уште не започнати на невидено, чинат 20 милиони евра по километар. Како ова го проценивте? Нема проект, ништо нема, траса нема. Како проценивте? 1,3 само за почеток. Како ги проценивте? Математичар, информатичар, професор по право. Како ги проценивте? И споменувате овде универзитетска клиника, по обезбедени беа средства, сега пенали плаќаме затоа што вие 6 години го упропастивте тој обезбеден заем. Истото се случува и со Штипска болница, истово ни се случува и со ова. И сега вие прашувате кој крадел, па вие бевте министер за образование во таа влада. Ај кажете ми зошто нема учебници? Дали вие како министер за образование си дозволивте таков луксус учениците да бидат без учебници и без свидетелства? И конечно, не сме против коридорот 8, сме против ова на очиглед на цела јавно корупција. Двата збора почнуваат со 30 букви, но се работи за сосема друга терминологија. Благодарам. Против корупција сме и некој тука да не прави дека ништо не разбираме и дека сме против градење. Против крадење сме. Благодарам. Благодарам.